Ги следите регионалните вести. И годинава во Полошко регистрирани се несовесни возачи кои зборуваат на мобилен телефон додека го управуваат своето возило. Зачестена е и појавата на некористење сигурносни појаси во автомобилите. Полицијата од почетокот на годинава досега издала 28 прекршоци на возачи, кои додека ги управувале возилата зборувале на мобилен телефон. Лицата ќе се соочат со соодветни подносилци и глоба од 45 евра или со впишување на 25 негативни поени. На гостиварското подрачје пак годинава били изготвени 17 поднесоци за зборување на мобилен телефон. Со оглед на тоа што престои поинтензивно доаѓање на времено вработените, односно печалбарите од странство, и поинтензивна летно-одморска сезона, кога вообичаено се зголемува вкупната сообраќајна фреквенција на подрачјето, секторот за внатрешни работи Тетово апелира до возачите да избегнуваат, односно да не користат мобилни телефони кога се зад волан, зашто користењето на мобилните телефони, односно зборувањето на мобилен телефон или пишување пораки на истиот, го одвлекува вниманието и со тоа ја доведува во прашање нивната и безбедноста на другите учесници во сообраќајот. За разлика од мобилните телефони кои се повеќе и се почесто ги користат возачите, во периодот за кој станува збор, возачите не секогаш ги употребуваат сигурносните појаси, пред се кога се движат низ градските улици. Годинава, например, на тетовските простори регистрирани 181 случаи на некористење сигурносни појаси, а на гостиварските дури 383 случаи. Врзувањето на појасите пак е за нивна лична сигурност, како и за сигурност на другите во возилото, без разлика дали се патува на подолги или на покуси релации. Глобата за неврзување, односно некористење сигурносен појас изнесува 20 евра во денарска противвредност или впишување на 10 негативни поени. Од СВР Тетово најавува дека овој наредните 2 месеци планирани се ќе се реализираат засилени контроли од полициските службеници и без исклучоци ќе се санкционираат сите констатирани прекршоци во функција на поголема безбедност на патиштата и градските улици. Рем шопинг центар започна со продажба на станови и апартмани изградени по најновите светски стандарди. Становите се со површина од 48 до 159 метри квадратни. Секој стан има паркинг, мониторинг, видеофон, алармен систем и лифт. Становите и апартманите се со наши цени. 1 квадратен метар од 750 до 800 евра, со можност на купување преку комерцијални банки, како и со готовинско плаќање со екстра услови. Приклучете се на семејството на Рем шопинг центар. Крадци се офајдиле со 480.000 денари од стан во Тетово. Најдено експлозивно средство во нива и дрвокраци фатени на дело се дел од случувањето од денешниот полициски билтен. Со 480.000 денари се офајдиле крадци од стан во Тетово, како што соопшти СВР Тетово вчера во времето од 9 до 16 часот. Засега непознати сторители извршиле тешка кражба во станот на 55 годишна жена, лоциран на улица 180 во Тетово. Со употреба на клуч или на друг начин ја отвориле влезната врата и по целосно пребарување на сите простории. Од спалната одзеле повеќе парчиња разновиден златен накид, златници, синџир, лира, приврзоци, прстени и друго. Покрај ова од дневната соба одзеле 42.000 денари во разни поени, а од регал во спална 1.400 евра, како 1.000 евра и 1.000 американски долари кои биле во женско ќесе. Вкупната вредност на одземеното од станот според собственичката се проценува на 480.000 денари. По извршениот увид се расветлуваат сите поединости поврзани со кражбата и се работи на откривање на сторителите. Најдено експлозивно средство на нива и дрвокраци фатени на дело се дел од случувањето од денешниот полициски билтен. Како што соопшти СВР Тетово, 38 годишник од Лавце вчера наутро пријавил дека со неговиот брат сечеле дрва во местноста Иванова нива и забележале, односно пронашле неексплодирано експлозивно средство закопано во земја. Станува збор за тромблонска моментна мина која на некои места била оштетена и се претпоставува дека потекнува од конфликтот во 2001 година. Извршен е увид на кој присуствувал и представник на дирекцијата за заштита и спасување и нешто подоцна мината е соодветно
безбедно подигната и безбедно транспортирана. Вчера наутро околу 9 часот и 30 минути покрај локалниот пат за Мерово, поточно во атарот на Копачин дол, затекнати се две лица како сечат дрва. Во непосредна близина имало десеттина веќе пресечени стебла со различен пречник, 6 коњи како и моторна пила и секира. Како што соопшти СВР Тетово, двајцата затекнати од Копачин дол приведени се во полициското одделение Групчин. Разговарано е со нив, а потоа се пуштени, додека пронајдените дрва се одземени и предадени му се на јавното предпријатие Македонски шуми. Извршен е увид, фотодокументирано е сето пронајдено и по целосно расчистување на сите поединости ќе следува соодветен поднесок. Поради основано сомнение за кривично дело царинска измама и повреда на права од индустријска собственост и неовластена употреба на туѓа фирма, кривични пријави заработија правни и одговорни лица од Полошко. Минатиот месец Царинската управа на Република Македонија поднесе вкупно 7 кривични пријави против 4 правни и 8 физички лица. Правни и одговорни лица од Полошко заработија кривични пријави поради основано сомнение за кривични дела, царинска измама и повреда на права од индустријска собственост и неовластена употреба на туѓа фирма, информира од Царинската управа на Република Македонија. За царинска измама една кривична пријава е поднесена против правно лице од Тетово и неговото одговорно лице македонски државјанин заради обид за избегнување на плаќање на увозни давачки со приложување на лажна фактура. Имено во март годинава во Царинската испостава Гевгелија за потребите на пријавеното правно лице извршено е увозно царинење на кондензатори за клима со потекло од Кина, при што била приложена фактура на износ од 10.000 американски долари. По добиени сознанија дека приложената фактура е нереална, односно истата се разликува од оригиналната во однос на единечната и вкупната вредност на стоката, по наредба на судија при Основен суд во Тетово, царинските инспектори извршиле притрес во домот на одговорното лице и деловните простории на правното лице. При тоа привремено се одземени еден компјутер и еден нотес во кој биле запишани вкупните трошоци што се направени за набавка на стоката од Кина и утврдено е дека вистинската вредност на увезената стока изнесува 25.633 американски долари. Од страна на Царинската управа е направена пресметка на царинскиот долг, согласно вистинската фактура и изготвено е решение со кое увозникот се задолжува да го плати дополнително евидентираниот царински долг во износ од околу 190.000 денари. Втората кривична пријава се однесува на повреда на права од индустријска собственост и неовластена употреба на туѓа фирма. Според Царинската управа на Република Македонија, кривична пријава е поднесена до основното јавно обвинителство во Тетово против правно лице од Гостивар и неговото одговорно лице македонски државјанин. За потребите на правното лице во текот на 2014 година во Царинската испостава Гевгелија за увозно царинење била пријавена разна стока со потекло од Кина. При извршениот преглед на стоката царинските службеници откриле 160 пара патики со ознака на заштитена трговска марка. Инаку минатиот месец, постапувајќи по констатирани неправилности, Царинската управа на Република Македонија поднесе 7 кривични пријави против 4 правни и 8 физички лица до надлежните јавни обвинителства. Утре е последниот испит од државната матура за идните факултетли. Во гостиварските средни училишта на список за полагање се вкупно 963 матуранти. Со екстерното тестирање пак биле опфатени 7100 основци и средношколци. Оние кои од оправдани причини не се појавиле на првично закажаниот датум, ќе полагаат во август. Од над 7300 ученици во средните и основни училишта во гостиварската општина, 260 не го полагале екстерното тестирање поради здравствени проблеми или други причини. Според податоците од одделението за образование, 150 од нив се средношколци, а 110 основци. Овие ученици нема да бидат иземени од испитот. Правилата предвидуваат, ако ученикот од оправдани причини не присуствува на екстерното тестирање на првично закажаниот датум, треба да се појави на следната сесија во август. Матурантите пак неделава завршуваат со полагањето на државна матура. Во 4 јавни средни училишта на општина Гостивар опфатени се вкупно 963 матуранти. Во гимназијата 417, медицинско 272, економско 194 и во техничкото училиште 80 ученици. Од 11 јуни до вчера се одржаа испитите по мајчин јазик и литература, странски јазици и математика. Утре се испитите по хемија, физика, биологија, историја, бизнис и филозофија. Прелиминарните резултати и за екстерното и за државната матура
ќе бидат достапни најдоцна во рок од 30 дена од завршувањето на последниот испит. Инфекциите на горните и долните дишни патишта, како и стомачните тегоби проследени со проливи, биле најчестите заболувања на кои се жалеле тетовци првата недела од месецот, покажува извештајот на Алерт. Од болестите, најпогодени биле бебињата и најмладите. 1553 случаи на болести во Тетовско биле пријавени во текот на 23-та пријавна недела од 2015 година, кој се однесува на првата недела од овој месец, покажува последниот извештај од спроведувањето на Алерт, системот за рано известување и надзор над заразните болести. Според извештајот, најголем дел од пријавените случаи се однесуваат на инфекции на горните дишни патишта 1126, 337 случаи се однесуваат на инфекции на долните респираторни патишта, додека забележани се и 90 случаи на водена диареја. Анализата за трите споменати болести покажува дека бебињата и децата до 6 години биле најранливата старосна група, а во споредба со извештаите од претходните пријавни недели зголемување бележат проливите, а намалување инфекциите на горните и долните дишни патишта. Со проливи најмногу макамачеле бебињата и малите деца до 6 години. Во оваа категорија регистрирани се 34 случаи, 21 во групата од 7 до 19 години, 23 во групата на возраст од 20 до 59 години и 12 лица над 60 години се јавиле на лекар поради водена диареја, бележи извештајот. Од инфекции на горните дишни патишта исто така најмногу боледувале бебињата и малите деца. Во старосната група од 0 до 6 години регистрирани се 497, додека кај оние од 7 до 19 години евидентирани се 274 случаи. Што се однесува до инфекциите на долните респираторни патишта, тука лицата на возраст од 20 до 59 години биле меѓу најпогодените. Регистрирани се 116 лица. Кај возрастната група од 0 до 6 години забележани се 111 случаи, додека кај групата на деца и младинци таа бројка изнесува 47. Што се однесува за лицата над 60 години, извештајот покажува дека кај 61 лице од споменатата старосна група констатирани се инфекции на горните дишни патишта, а кај 63 инфекции на долните дишни патишта. Освен споменатите болести, со системот се следат и болестите како и сипна треска, менингоенцефалитис, крвава диареја, акутна инфективна жолтица и акутна хеморагична треска. За среќа во Тетовско во споменатиот период не е пријавен ниту еден случај од споменатите болести. Планинарскиот клуб Тетекс викендов ќе го одржи јубилејниот 20-ти меморијален марш Марко Илиевски, чија цел ќе биде најживописниот предел на Шарпланина Лешница. Од клубот ги повикуваат сите љубители на природата и планинарењето да земат учество на маршот. Викендов во организација на планинарскиот клуб Тетекс ќе се одржи меморијалниот марш Марко Илиевски во спомен на нивниот спортски работник и планинар. Целта на походот е Лешница, најживописниот предел на Шарпланина. И годинава маршот ќе биде одржан со дводневна програма, започнувајќи од 20 јуни сабота со сместување во планинарскиот дом Смрека на Попова шапка. Планинарската патека е долга околу 30 на километри и поминува низ високопланински пасишта, извори, реки, обкружени со богата флора и фауна. Програмските активности започнуваат во 17 часот во сабота со пристигнување на учесниците во Тетово пред Центарот за култура и тргнување на Попова шапка. Во 18:15 часот е предвидено пристигнувањето на Попова шапка, пошто ќе следи мал одмор и сместување на учесниците во планинарскиот дом Смрека и во 19:30 часот ќе се одржи планинарска вечер проследена со вечера. За оние кои ќе се одлучат да се придружат на овој марш во недела, тргнувањето на учесниците во Тетово пред Центарот за култура е во 6:30 часот. Во 7:30 е пристигнувањето на Попова шапка и мал одмор, за да половина час подоцна се тргне кон местноста Лешница. Патеката е од планинарскиот дом Смрека над Јелак, Горна и Долна Лешница. Во 11 часот се пристигнува во Долна Лешница, каде сите учесници одмораат 1 час. Враќањето кон Попова шапка е во 12 часот. Во 16 часот е пристигнувањето на Попова шапка во планинарскиот дом Смрека.
каде што по краток одмор организаторот, планинарскиот клуб Тетекс, организира ручек за сите учесници на маршот, како и пригодна свеченост по повод јубилејното одржување на истиот. Затворањето на манифестацијата е во 19 часот, кога се тргнува назад во Тетово. Пријавувањето за меморијалниот марш Марко Илиевски трае до денес. Планинарскиот клуб Тетекс, како организатор на настанот, превзема обврска за организација на превоз на сите учесници од Тетово до Попова шапка и назад, сместување во планинарскиот дом Смрека и заеднички планинарски ручек. Жителите на општина Јагуновци ќе имаат можност да се информираат за условите за инвестирање во земјоделието со средства од ИПАРТ програмата, поддржана од владата на Македонија. За условите и потребните документи за аплицирање на оваа програма, земјоделците ќе бидат советувани во сабота во 19 часот во просториите на основното училиште во село Јанчиште. Преку јавна презентација, жителите на општина Јагуновце во сабота на 20 јуни со почеток во 19 часот во просториите на училиштето во село Јанчиште ќе се информираат за инвестирање во земјоделието со средства од ИПАРТ програмата за неповратни средства, програма поддржана од владата на Македонија. Советувањето ќе го одржат експерти од лиценцирана консалтинг куќа од Скопје, овластена за оваа дејност, кои ќе зборуваат за условите и потребните документи за аплицирање на оваа програма. Со оглед на тоа дека во оваа општина планирана изградба на ладилник, односно откупен центар со акцент откуп на малини и други земјоделски култури, се повикуваат сите заинтересирани земјоделци кои би сакале да инвестираат, а немаат доволно финансиски средства, да дојдат на оваа презентација со цел да се запознаат со условите и се што ги интересира околу ИПАРТ програмата. Српскиот премиер Александар Вучич изјави дека бил изненаден и шокиран од планот на унгарската влада да ја затвори границата со Србија и да подигне ограда меѓу двете земји со цел да ги спречи имигрантите да влегуваат во Унгарија. Претходно во Будимпешта беше најавен почеток на работите за подигнување на 4-метарска ограда во должина од 175 километри. Имиграцијата е еден од најсериозните проблеми со кои се соочува Европската унија денес. Се бараат решенија, но Унгарија не може да си дозволи веќе да чека, изјави шефот на унгарската дипломатија. Од почетокот на годинава досега во Унгарија влегле околу 54.000 имигранти. Рускиот министер за економија Алексеј Улјукаев најави денеска дека Русија ќе воведе нови санкции против земјите од Европската унија, како одговор за продолжување на санкциите кон Москва за уште 6 месеци. Улјукаев истакна дека Москва веројатно ќе го прошири ембаргото на храна. Владите на земјите членки на Европската унија еден ден претходно се согласија да ги продолжат економските санкции против Русија до 31 јануари следната година, а Москва вчера најави дека ќе одговори на таквата одлука на Европската унија. Грчкиот министер за финансии Јанис Варуфакис изјави синоќа во Париз дека не верува во постигнување договор за Грција на денешната средба на Еврогрупата во Луксембург. Тој ја даде изјавата по состанок со генералниот секретар на Организацијата за економска соработка и развој Анхел Гурија. Сега политичките лидери се тие кои треба да постигнат договор, изјави Варуфакис. Грција треба да ја врати на ММФ околу 1,5 милиарди евра до крајот на месецот, а нема доволно пари за да ја исполни таа обврска. Тие сметаат на нова транша од 7,2 милиарди евра од ММФ и Европската унија, но меѓународните кредитори бараат за возврат реформи за кои засега двете страни не можат да постигнат договор. Владата беше избрана за да го заштити грчкиот народ со амбициозна програма за реформи. Се надевам дека институциите ќе ги земат предвид тие програми за реформи, објасни Варуфакис. 9 луѓе биле убиени во текот на изминатата ноќ во една од најпознатите цркви на афроамериканците во Чарлстон, Јужна Каролина. Полицијата претпоставува дека станува збор за злосторство од омраза за кој осомничен еден 21 годишен белец. Официјални лица не сакаат да кажат колку луѓе биле на предавањето за проучување на Библијата во моментот кога се случила пукотницата.
Врховниот командант на НАТО Филип Бридлав изјави дека рускиот план за нови интерконтинентални ракети кои можат да носат нуклеарни боеви глави не е во согласност со постапки на една одговорна нуклеарна сила. Рускиот председател Владимир Путин деновиве изјави дека Русија ќе добие уште 40 нови ракети до крајот на годинава. Вчера пак Кремљ соопшти дека Русија не сака да влезе во нова скапа трка во вооружување со Западот. Денес имавме сончево и топло време. Утринската температура се движеше од 10 до 18, а дневната од 25 до 30 степени. УВ индексот изнесуваше 9. За утре метеоролозите прогнозираат сончево време наместа со облачни периоди. Утринската температура ќе се движи од 13 до 18, а дневната од 26 до 30 степени Целзиусови. Тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме за вниманието и пријатно.